Муслиманите денеска го одбележуваат Курбан Бајрам, вториот по големина празник во исламот. Курбанот или жртвата го даваат оние кои што се во можност и кои што имаат за оние кои што немаат. За овој ден најчесто се колат овни, а потоа нивното месо им се разделува на социјално загрозените граѓани. Денеска го посетивме семејството Рифатовски во Прилеп, кои што за секој Курбан Бајрам им разделуваат месо од овци на своите сожители во населбата Тризла. Курбан, самото име покажува дека се коли некој животно. Да речеме овде може крава да се коли, може теле да се коли, може овца, а исклучиво колиме поќе браво и ние. Тоа, ние што сме вака, сега да не понижуваме другите, што сме позаватените, земаме браво и колиме и за посиромашните фамилии му раздаваме по 1-2 кила месо за да си направи ручек или вечера да си направи. Рифатовски велат дека денот прво им започнува со молитва во раните утрински часови во џамијата. Потоа ги посетуваат гробиштата и се читаат молитви за починатите, а веднаш потоа започнува раздавањето на курбанот и пречекувањето на гостите во своите домови. Обичај имаме, сега од ние што се помладите деца, одат кај постарите денеска, одат кај постарите, ние викаме бацирака, ма тоа е на чест поштовање, младите одат кај постарите за да му честитат дено, кај нас се зема рака, се бацува рака, се честита, се вели за многу години некај, па и овие другите што дека постарите луѓе му вела добро дојдовте, ајде до година, па да дај Господ да го чекаме овој празник. Според муслиманите, извршувањето на курбанот е исполнување на една од заповедите на Бог. Суштината на курбанот не е само колење, туку битна е намерата, побожноста и пожртвуваноста. Човекот да жртвува токму од она што го посакува. Овој празник не учи на солидарност. Овој празник не учи дека треба да ги потсетиме сиромашните. Не учи на меѓусебно почитување и зајакнување на меѓусебните односи. Овие празници секогаш не потсетуваат за љубовта и почита која што треба да имаме еден помеѓу друг, да си помагаме еден со друг и не само за овој ден, туку преку целата година.